Нека ни е Аирлија и за многу години овој голем ден, Велики петок, петокот пред Великден. Денеска е строг и тежок пост. Цела недела пред Великден се пости и без масло. Пред да ја почнам емисијата, јас си го стави веќе графчето да врие во тенџерето. Сега ќе му доставам, за да имам и ја што да ручам, кромит, ситно сечкан, со младо кромиче и малку прас. Ќе го промешам сето ова и нека се вари додека јас ја снимам емисијата и ви го кажам предлогот за рецептот за Великден и великденскиот ручек. Тоа е специјалитет кој што можете да го вкусите токму овде во комплексот Етно село Тимчевски. Можете и во недела на сам Великден да дојдете овде, повелете и да го пробате ова јадење. Многу вкусно, старинско јадење од овој крај, а се вика јагнешко задушено. За овој специјалитет ви е потребно, што и јас ви го препорачувам за вашиот неделен великденски ручек, е потребно 600 грама јагнешко месо, 1 килограм компири или 4 поголеми компири, 2 тиквички ситно сечкани, 2 моркова ситно сечкани и 2 главици кромит сечкани, меѓутоа на покрупно, малку масло за јадење, сол и мешан сув зеленчук и малку триена сол. Потребно ќе ви биде една тава да земете и едно што е многу битно за вас домакинките. Кога ќе го правите ова јадење, верувајте ми, ниту има да испрљате многу садови, ниту ќе потрошите многу време, напротив, сето ова ќе го направите за 15 минути, а ќе имате само толку малку садови за миење и нема да ви биде проблем. Додека се пече задушеното јагнешко, вие си имате време за вашето семејство, за најмилите со децата во паркот да појдете, времето се разубавува. На почеток, во тавата ги ставам компирите сечкани, еве вака на оваа големина. Овие потребни состојки ви ги кажав за што се доволни за 4-члено семејство. Ги ставам компирите во тавата. Го ставам морковот. Се претходно измиено, исчистено, насечкано. Кромидот. Тиквичката. Сега тука ставам малку масло. Да ги намастам сите овие потребни состојки. 1 децилитар масло е доволно. Ставам сол, мешан сув зеленчук и малку триена сол. И ќе му капнам малку водичка. Доволно е 1 филџан за кафе вода. Мојата мерка е од око. Сето ова убаво ќе го промешам. Месото ќе го ставам помеѓу зеленчукот. Да има од сите делови на јагнето е најубаво. Да има и мевце со коска, ребренце, од бутот, од стомакот. Ќе го намрсам малку од озгора со масло. И навиду на самиот почеток, пред да го печете, ќе ви изгледа дека е многу суво. Меѓутоа, не грижете се затоа што во цел овој зеленчук и во тиквичката знаете дека содржи 90% вода. Во компирот, морковот, кромидот, сето тоа ќе пушти вода и ќе си се пече јагнешкото во сокот од зеленчукот.
Ова тава прво ја ставаме вака непокриена во загреана рерна на 250 степени. Кога ќе почне да заруменува, ја намалуваме температурата на 200 степени со почесто нагледување. Кога ќе биде веќе половина час пред крај, значи готово испечено, тогаш ќе ви кажам што ќе направам. А сега ќе го ставам во рерна да се пече. И ова е великденскиот ручек. А додека ова се пече и гравчето ќе ми биде сварено. Ќе направам грав со штавеј. И гравчето е сварено, да му ставам само малку сол и токму тука ќе додадам, затоа што ова е бел грав без масло, ќе додадам од овој штавеј кој што претходно добро го измив, го попарив со врела вода, го насечкав ситно и ќе го додадам кај гравот. Ќе го размешам убаво за нашиот ручек за Велики петок за денешниот ден. Ќе го затворам со сопствениот капак. А и веќе задушеното јагнешко е убаво испечено. Време е сега да му ставам тоа што треба. Да му го ставам капакот. Ете така. Како убаво мириса. Веќе ова лажица нема да ја употребувам, од ја намастив. Го ставам капакот и претходно измесив тесто додека се печеше јагнешкото, само со малку водичка и брашно и ништо повеќе. Ке си земете малку од тестото, ке направите невакви ролни. Само ќе внимавате затоа што ќе ви биде врела, да не се изгорите. Еве од топлината веќе тестото си пушта. И повторно ќе го вратите во рерната да се допече уште половина час до 45 минути. Ете, драги мои, ова е веќе готово. Ќе го вратам во рерната. Задушеното јагнешко е готово. Ке си го извадите тестото да ви покажам како тоа изгледа. Но и овој пат, драги мои, јас нема да го пробам, затоа што постам, денеска е Велики петок. Мојот ручек, како што знаете, го направив гравот со штавеј, без масло, без ништо. И тоа е многу вкусно. Направете го ова задушено јагнешко, прекрасно е. Има прекрасен вкус. И на великденската трпеза богати салати, сезонски, свежи, колач со сите нишани редови. Имав многу интересна средба, драги мои, со професорот Атанас Коневски. Ми ја подари оваа книга Вдахновенија, ковчеđe на мудрости. Толку интересни нешта во еден здив ја прочитав оваа книга. И нешто што ми остави впечаток, што сакам токму со вас да го поделам и во наредните емисии Вкусот на традицијата. Многу интересни поговорки и мудрости. Вели, жената се освојува со уво, а мажот со око. Така да
жени, внимавајте добро. Ви посакувам пријатен и убав ден и стерајте си ги сите адети, драги мои, што следуваат во овој ден, а јас се гледам со вас во наредната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш, довидување.